Ovdje igrački ne, koji znam, to pa će vidjeti. Gorenje na ovu.
Daj, bravo, šut! Igor! Hop, vidi, faz gol. Cvetan. Фудбалерите на Вардар, многу потешко од очекувањата, успеа минимално со 2:1 да ја совладаат подмладената екипа на Скопје. Играчите на Скопје создадоа повеќе шанси од нивниот пореномиран противник, но не знаеа како да ги реализираат. Вардар со втората победа во годинешниот шампионат се зацрстува во горниот дел на табелата, додека Скопје ќе води голема борба за опстанок. Црвено-црните уште од самиот почеток се заканија, поточно во 7-та минута по изведениот корнер на Караджов, Стериов биеше, но голманот Стоилковски беше на своето место. Фудбалерите на Скопје преку контранапади се обидуваа да го загрозат голот на Зекир и во 25-та минута најдобриот поединец во редовите на Скопје Петковски шутираше од 20 на метри, но искусниот голман Зекир успеа да го одбрани ударот. На самиот крај на првото полувреме Горан Караджов од слободен удар биеше неодбранува и го солада голманот Стојковски и му донесе водство на Вардар од 1:0. Уште од самиот почеток на второто полувреме, фудбалерите на Вардар продолжија со офанзивната игра и во 47-та минута, по добриот центар шут на Јовановски, Трајчов биеше со глава и ја смести топката во мрежата на голманот Стоилковски. По ова сигурно водство, фудбалерите на Вардар ја препушти играта на Скопје, кој прво преку Сетино во 60-та минута се заканија, но фудбалерот на Скопје не се снајде добро пред голманот Зекир. Скопје продолжи со добрата игра и на самиот крај на надпреварот по добрата додадена топка од Петковски, Сетинов го постави конечниот резултат на надпреварот Скопје Вардар 1:2. Медицинска евакуација, десантни процедури и пешадиска операција. Njegova inicijativa Rafinova Kenija, središnji na Rusiji se područje 15 milijuna prigovori od inkluzivna stražizacijske naruke. Izraelska amerikanske. Dok se više mnogo ručke do postavljenstva, imamo samo se dovedati do 3 naradnika da bi
Počinje, pobježavanja budući da svoje konkurere protiv Kosovova. Stefanovski povede. Što se odnosno do Galerite, nema izmeni okolo Фудбалерите на Вардар ја забележа и третата победа во годинешниот шампионат. Имено во вчерашниот надпревар Вардар ја совлада САС убедливо со 5:1.
Овој надпревар беше последна проверка на црвено-црните пред престојниот реванш меч во Трнава со Спартак во рамките на Купот на победниците на куповите. Како што е познато, Вардар загуби на домашен терен со 1:0 и ќе мора да ја анулира оваа негатива од 1 гол. Но сепак она што радува се големиот број голови постигнати на црвено-црните во дуелот со Саса, која сепак е далеку посла противник од словачкиот представник. Надпреварот со Саса сепак започна во знакот на гостите од Македонска Каменица. По само 7 минути игра, одбранбениот играч на Вардар Димитровски направи катастрофална грешка, пошто топката дојде до Игњатовски, кој со прекрасен лопудар го совлада немокињот Зекир. Фудбалерите на Вардар, после неочекуваниот почеток на надпреварот, тргна во офанзива, но сепак без резултат, се до 31-та минута, кога Здравевски одлично го проигра Аврамовски, кој го изравни резултатот на 1:1. Само 4 минути подоцна Здравевски направи добар продор низ одбраната на Саса, но беше соборен и судијата Давчев покажа на белата точка. Сигурен реализатор на пеналот беше Трајчов, кој му донесе водство на својот тим од 2:1. Црвено-црните продолжија со добрата игра и во 41-та минута Јовановски испрати центар шут, пошто Начевски биеше со глава, но стативата овој пат беше сојузник на голманот Јанев. Во второто полувреме, гостите од Македонска Каменица ја отворија својата игра, што им овозможи на играчите на Вардар преку контранапади да го загрозат голот на Јанев. По само 5 минути игра, во вториот дел Аврамовски го проигра слободниот Баевски, кој истрча сам пред голманот Јанев и го зголеми водството на Вардар на 3:1. По ова сигурно водство на Вардар следува добра игра на Саса, која најпрво се закани во 58-та минута преку Стојановски, но сепак топката помина покрај голот. Во 64-та минута Саса има уште една прилика да го намали резултатот, но бујгаринот во редовите на Саса Спарухов беше непрецизен. И по неколкуте неискористени шанси на гостите следуваше казна, но во влезениот Стериов добро центрираше и го пронајде Јовановски, кој биеше доста слабо, но сепак голманот Јанев уште полош интервенираше и топката заврши во мрежата. Убедливото водство на Вардар од 4:1 можеше да го зголеми Илчо Георгиевски, кој од непосредна близина биеше непрецизно. Во истата минута фудбалерите на Саса изведоа добар контранапад кога Манев излезе сам пред Зекир, но искусниот Вардаров голман добро интервенираше. На самиот крај на надпреварот во 90-та минута Караджов го проигра Баевски, кој со својот втор гол на надпреварот го постави конечниот резултат Вардар Саса 5:1. Во продолжение ќе можеме да слушнеме изјавата на тренерот на Вардар Ѓоре Јовановски. Непосредно по завршувањето на надпреварот помеѓу Вардар и Саса имаме можност да разговараме со шефот на стручниот штаб на екипата на Вардар, господинот Ѓоре Јовановски. Па господин Јовановски, како го видовте во овој надпревар како последна проверка пред гостувањето во Трнава и како оценувате играта на вашите избраници? Па видите, сигурно дека сме задоволни од резултатот. Сигурно не е мала работа да се даде 5 гола на екипа како што е Саса. Од играта не можеме да бидеме 100% задоволни, но вредноста на оваа екипа, на овој Вардар е да во една ваква просечна игра постигнува 5 гола. Ја мислам дека ова е една увертира пред надпреварот што очекува, што ја мислам надпреварна година во Трнава. Мислам дека и шансите спортски да се надеваме, па ќе видиме. Дали има шанси да се пласираме понатаму? Апсолутно. И ние у стручниот штаб и играчите сме оптимисти и мислиме дека можеме да победиме таму. Како што даде гол Спартак, ние можеме таму да дадеме, па ја мислам дека можеме да поминеме. Ви благодарам и пожелувам успех. Благодарам и на вас.
Фудбалерите на Цементарница ја забележаа својата прва победа во годинешниот шампионат. Во денешниот натпревар Цементарница ја совлада младата екипа на Скопје со високи 4:1. Во дуел од дното на табелата, Цементарница во текот на целиот натпревар беше подобар противник и заслужено славеше убедлива победа. Сепак гостите на овој натпревар први дојдоа во водство во 11-та минута со гол од Наризвановиќ кој од слободен удар го совлада голманот Зекири. Фудбалерите на Цементарница по ова водство на противникот тргнаа во офанзива и во 17-та минута по добро нафрлената топка од Трпковски, Стефановски со глава биеше неодбранливо и го израмни резултатот на 1:1. Во 25-та минута денеска изваредниот Трпковски по грешката на целокупната одбрана на Скопје донесе својата екипа во водство од 2:1. Само 2 минути подоцна Демири имаше изворена шанса да го зголеми резултатот, но топката заврши покрај голот. Но сепак добрата игра на Цементарница продолжи и во 31-та минута Трпковски со изворениот лоб удар ја погоди гредата, пошто Петревски ја прифати топката и рутинирано ја смести во голот на гостите. На крајот на првиот дел фудбалерите на Цементарница има уште една прилика. Милевски изведи слободен удар од 20 на метри, но ги погоди само стативите на голот на гостите. Во второто полувреме фудбалерите на Скопје има својата најзрела шанса, но најискусниот играч на Скопје Петковски не успеа да го совлада голманот Зекири. Милевски уште еднаш во 61-та минута од слободен удар биеше прецизно, но голманот Стилковски беше на своето место. Во 81-та минута Христовски беше соборен во 16-тникот на гостите од страна на Васовски, пошто судијата Јакимовски покажа на белата точка и му додели црвен картон на фудбалерот на Скопје. Сигурен реализатор на најстрогата казна беше Милевски, со што го постави и конечниот резултат на надпреварот Цементарница Скопје 4:1. Екипата на Македонија Сибу успеа еден возбудлив интересен надпревар со 4:2 да го совладе новиот првлигаш тимот на Работнички Кометел. Иако почетната теренска иницијатива има фудбалерите на Македонија, сепак гостите од градскиот парк во 22-та минута успеа преку Зефик први да дојдат во водство. Радоста на играчите на Работнички траеше само 6 минути кога Бошковски излета на центаршутот на Гоце Марковски и го изремни резултатот на 1:1. По ова брзо израмнување Ѓорче Петровци уште повеќе ги среде своите редови и за неполни 15 минути постигнуваат уште 2 гола.
Најнапред во 35-та минута Трајчев со шутот далечина успеа да го изненади гостинскиот голман и во 43-та минута Панче Георгиевски со извореден удар од околу 30 метри ја донесува својата екипа во водство од 3:1. Со почетокот на вториот дел од надпреварот, гостите тргнуваат силовито кон голот на Филевски и во 51-та минута Павел Неделковски ја искористи грешката на одбраната на Македонија и го намали резултатот на 3:2. Пова се чинеше дека фудбалерите на Работнички кои целосно ја зедо иницијативата во своји раце веќе сигурно ќе го израмнат резултатот. Но сепак во 71-та минута мајстора за голови Зоран Бошковски со ножички ги постави конечните 4:2. Судиската четврка која предводеше Душко Стојановски од Скопје добро го водеше надпреварот, а фактот дека беа покажани само 5 жолти картони ја подкрепа констатацијата дека илјадната публика имаше можност да присуствува на една изворедна фудбалска приредба. На стадионот Никола Мантов во Кочани, својот надпревар го отигра екипите на Осогово и шампионот Силекс. Иако за време на првото полувреме фудбалерите имаа речиси ненормални услови за игра, со оглед на обилниот и силен дожд кој паѓаше во текот на целиот меч, сепак 1000 до 1200 љубители на фудбалот имаа можност да гледаат добар и отворен фудбал од овете страни. Но да одиме со ред. Веќе во 9-та минута ја бележиме и првата шанса на надпреварот, која гостите екипата на Силекс ја претвори во водство од 1:0. А по одличната акција која започна Гошев, сигурен реализатор беше Ристо Божина. Во 15-та минута екипата на Осогово има својата прва шанса. Ударот на Димитровски со глава заврши крај голот на Силекс. Во 22-та минута Трифонов се најде во 100% шанса која не успеа да ја реализира. Еден од клучните моменти на надпреварот беше во 26-та минута кога Ѓузелов непотребно направи прекршок над Димитров, зашто судијата Стојанов од Скопје заслужено му покажа црвен картон. Па екипата на Силекс до крајот на мечот мораше да игра со 10 фудбалери. Слободниот удар кој го изведе Трифонов беше недоволно прецизен. И со играш помалку екипата на Силекс во 33-та минута се обиде преку Захариевски да постигне уште еден гол, но неговиот удар беше многу непрецизен. Се чини дека ќе беше многу подобро доколку Захариевски на левата страна го проиграше слободниот колен. Во 38-та минута по акција која не ветуваше многу, Начевски се реши на удар од повеќе на метри и успеа да го совлада Трајчев, односно да го изравни резултатот на 1:1, со што се замина и на заслужен одмор. Дел, бројчано поднадмокната екипа на Осогово се обиде неколку пати да дојде во предност, а тоа конечно на домакините им успеа во 68-та минута, кога по одличниот изведен корнер на Димитров од левата страна, најдобро во 16-никот на Силекс се снајде Трифонов, кој покрај заспаната одбрана на Силекс успеа повторпат да го совлада голманот на гостите и Осогово да поведе со 2:1, што беше и конечен резултат на овој надпревар. По премениот гол, фудбалерите на Силекс, иако без исклучениот Ѓузелов, се обидуваа да го израмнат резултатот, но секогаш на вистинското место беше денеска одличната одбрана на Кочанчани. Судијата Душан Стојановски од Скопје добро го водеше надпреварот, покажувајќи 3 жолти и 1 црвен картон, и тоа 2 за домакините и 1 за гостите, а заслужено во гостинскиот тим во 26-та минута беше исклучен фудбалерот Ѓузелов. Па да видовте сами дека еден практично добиен надпревар го испуштивме заради глупост, заради такви, би рекол, детски, наивни грешки кои не смеа да се случат на играчи од шампионска екипа, од екипа која претендира за највисок врв, екипа која сака да направи нешто и повеќе само од првак. Имавме 1:0 многу брзо, имавме иницијатива и би рекол 2 добри шанси после 1:0 во тие први 20 минути. По исклучувањето на Ѓузелов, нормално беше да со играч помалку се повлечиме, да не можевме да ги парираме противниците на тој широк простор. Меѓутоа, во ниеден момент не мислевме да не напаѓаме на гол, да не постигнеме и друг гол. Примивме, би рекол, кикс гол и првиот во ситуација кога од 25 метра мислам дека Трајчев мораше подобро да реагира. За вториот гол цела екипа има голема грешка, поготово играчите кои беа задолжени да ја чуваат прва статива.
тука треба борбеност. Јас им напомнав дека гледавме на светско првенство кога Англија против Аргентина играше со се продолжеток, може и 90 минути исто играш помалку и успеа да се одбрани, успеа да издржи во тој налет на Аргентина, што значи дека и Силекс, која е објективно е поквалитетна екипа од Осогово, со играш помалку не значи дека треба да ја наведни главата, едноставно треба да се испрси на 16 метра и да со брзи контри да може да направи многу повеќе. Сугерирав на играчите без оглед на тоа што играме со играш помалку, да во второто полувреме бидиме храбри, да играме одважно и да направиме квалитет во таа завршница. Меѓутоа видовте, недозволено би рекол да примиш на прва статива од корнер гол, кога 8-9 играчи се во 16 метра, не уште еднаш викам соодветно на таква екипа, ќе мора да правиме некои промени. Објективно Силекс има доста слаба одбрана, во сите овие 4 утакмици тоа го покажа. Со првото коло со Вардар видовте и сами дека исто катастрофални две грешки направивме за двата гола. Со Цементарница противникот не излезе 4-5 пати сами пред гол. Со Слога Иво Магнат исто во последните минути има шанс. Што значи дека одбраната не е стабилна, не е сигурна и не игра на потребното ниво. Ова пауза веројатно добро ќе дојде да се престроиме малку. Некои играчи кои што и немаја право во овие први 4 кола сега ќе добијат и мислам дека може би малку и ризик со некои помлади играчи ќе настапиме, меѓутоа сигурно дека ќе направиме рокади кои се надевам дека ќе донесат подобри резултати во на тамошниот дел од првенството. Могу да кажем дека се плашев пред надпревар, затоа што Силекс беше апсолутни фаворит и сега мислам и понатаму дека Силекс е една од најквалитни екипи во прва лига. То се и покажа на почетокот од надпревар, од први 25 минути Силекс имаше иницијатива, даде убав гол, победе со 1-0 и сигурно да не беше онај комниот момент кога Ѓузелов непотребно направи онај фаул, заработи црвени картон и Силекс остана со 10 играчи. Осогово направи една равнотежа и изедначи со еден непредвидлив гол на 1-1. Друго полувреме беше, иако Силекс имаше играч помалку, беше равноправна игра. Исто еден кикс на Силексовата одбрана, Трифунов со глава постигна вториот гол и на крају задњи 10 минута Силекс сврше притисак, али Осогов се одбрани и мислим заслужено победи со 2-1. Сега могу да кажем уште едно, јас сам овдека нов као тренер у овај град и ја и сигурно селектор Хаджиевски смо ипак заедно работиме во репрезентација и барамо ипак едно поштовање од публика на сите стадиони во Македонија. Ово што направи денеска кочанската публика не е коректно и не е фер. Мислим дека Ѓоко и јас сме работници, тренери кои можеме да работиме дека во секој клуб треба да биде и публика и сите функционери во фудбалот задоволни, затоа што и ја и Ѓоко дајемо максимум да направиме нешто во овој македонски фудбал и треба да нас поздраве, да устану да нам аплаудирају без разлика кој тим победитува, дали Осогово, дали Силекс, има да се пружи рака, спортски се честита и мислим да е то едина бледа сенка на овај дерби што данас као се одира од Коча. За домашната екипа за водство и видовте прва шанса на овој надпревар биеше фудбалерот со број 10 Зоран Стрбовски. Греши Карамфиловски. Васевски шанса за 1-0 и брани Грујовски. А од позадина Деспотовски. Незгоден е теренот, треба да се упатуваат вакви удари и гледате малку можеби несигурна интервенција на гостинскиот голман Гоце Грујовски, сепак успева да ја скроти оваа топка. Еве уште еден обид. Еве уште еден обид, веќе четврти, посериозен биеше Неделковски. Ова е втор обид на Васевски, во првиот биеше во живиот зид, сега ниско по земја и добро поставениот Грујовски повторно брани. Лазаревски. Се е регуларно, Оливеира влегува, може да бие. Асистира, Главевски, голем голгетере, дали ќе постигне гол. Спасуваат домаќините, Карамфиловски се обидува, останува 0-0. Да подсетиме дека од овој шампионат фудбалерите инаку ползираат со 3 заработени жолти картони, а ова е одличен удар на Андрески. Еви публиката дава подршка. Неделковски. Не стигна до топката Зефич, меѓутоа успева Ангелов, можност да удари 1-0. 1-0, конечно. Овие долги акции вродуваат со плод, а стрелец на голот е, доколку не се лажам, Стрбовски.
Еве и по водството напаѓа домаќините. Еве го стрелецот Стрбовски, повторно бие еден добар удар, меѓутоа овој пат внимателен Грујовски. Топка бара Зефич, може да биде опасно. Мајсторија на Тони Ангелов, прецизно проигрување и натаму Зефич шанса за 2:0, нема гол. По која на два пати се обидува да дојдат до гол, а сега прекрасно се тука направи Андрески, доста Јалова, Николаевски нафрлува. Кој ќе игра сега? И гледате и натаму може да биде опасно. Останува 1:0. Останува водството на работа. Во дуелот на соседите меѓу Скопје и Слови Југо Магнат беше постигнат очекуваниот резултат, бидејќи чичерни не само што беа посупериорни, туку и покрај тоа што беа гости на стадионот во Автокоманда, во сите елементи на фудбалската игра ги надиграа своите противници и сосема заслужено ги победија 1:0 со голот што го постигна Ариф. Меѓутоа истиот играч имаше можност од пенал да се запише во листата на стрелците, но беше непрецизен. Чирчен има уште неколку прилики, но за жал не завршија во мрежата на домашниот голман, па да ги погледнеме. Јановски и 11 Георгиевски. Резервни фудбалери 12 Мицевски, 9 Иванов, 15 Трајчев, 21 Антоновски и 4 Иванов, екипата на Балкан, гледа резултатот на 1:1. Zefić.
Македонија Тиквеш 1-0. Кавадарчани го обра грозјето на стадионот во Ѓорче Петров. Загубија со 5:0, а резултатот можеше да биде и двоцифрен. Еве и зошто. Веќе во првата минута, по убаво изведениот корнер, Иванов со глава биеше под самата пречка, а голманот Тошич брани. 17-та минута, Јаневски, еден од најдобрите на теренот, убаво го проигра на Умовски, кој од 80 на метри биеше силно, но и овој пат голманот Тошич со крајни најпори ја исфрла топката во корнер. 20-та минута, Панче Ѓоргиевски биеше во долниот лев агол и Тошич повторно ја исфрла топката во корнер. Во 21-та минута повторно возбудување на стадионот, кога Јаневски по добро изведениот слободен удар ја погодува пречката. Меѓутоа, во 30-та минута радост и убав погодок на Панче Ѓоргиевски и водство на Македонија од 1:0. Само минута подоцна домакините поведуваат со 2:0, кога по мајсторијата на Бошковски, Наумовски влегува во 16-никот, а голманот Тошич го соборува и одличниот судија Бекин Баута без двоумење покажува на белата точка, а сигурен реализатор беше Јаневски. Само што почна второто полувреме, по убавата акција Јаневски-Иванов, Бошковски не успеа да го совлада Тошич. Но она што го пропушти на почетокот на второто полувреме, го реализираше во 63-та минута по грешката на Илиев и 3:0 за Македонија Сиба. Во 65-та минута ја регистрираме и најубавата шанса на надпреварот, кога мајсторот Бошковски со ножички ја погоди пречката.
Веќе 75-та минута Македонија води со 4:0 со гол од Неиванов. А во 88-та минута Спасевски зголемува на 5:0. Единствената шанса што ја има Кавадарчени беше во 89-та минута, кога ударот на Илиевски со крајни напори го одбрани Филевски. Се на се, одлична игра на домакините, мощно лош печаток остварија гостите, а судијата Бекин Баута повеќе од авторитетен. Победите на гостинските екипи во нашето првенство се реткост. Тоа денес им успеа на фудбалерите на Борец МХК, кои на гостувањето во Скопје успеа да совладаат Цементарница со 2:0. Нивниот тренер Трајче Ковачев проведе добра тактика, каде што целата игра им беше подредена на контранападите, кои знаеа да ги искористат. Цементарница со поразот и неефикасната игра ја разочара 2000-та публика на теренот во Кисела вода. Првото полувреме мина во целосна теренска иницијатива на домакините, но сепак според шансите израмнето по 2 на обете страни. Ги извојуваме онаа на Милевски кога биеше непрецизно во 14-та минута и одличната комбинација на Боров и центарфорот Петровиќ, но Зекири успеа да одбрани. Пред самиот крај на првите 45 минути, еден од најдобрите играчи на Борец, Илчо Боров, мораше предвреме да ја напушти играта поради повреда. На почетокот од второто полувреме во 50-та минута по еден брз контранапад, гостите од Велес поведаа 7:0. Стрелец на голот беше нововлезениот Василев со асистенција на Петровиќ. Следуваше голем притисок на цементарците, кои појдоа на се или ништо. Резервистот Ѓуровски го погоди ветеранот Паунов, голманот на гостите повторно сигурен по ударот на Јакимовски од прекин. Идентична акција при постигнувањето на вториот гол на Велешени во 79-та минута. Овој пат Костадиновски проигрува уште еден резервен играч, Гроздановиќ. До крајот на мечот цементарците се обидуваа да постигнат почесен гол, но тоа не им успеа. Судијата Благоје Шуклев од Стојаково додели 3 жолти картони во фер и коректен надпревар. Работнички коментал Цементарница 2:2.
На градскиот стадион во Скопје малобројните гледачи имаа можност да проследат изворена фудбалска представа која изобилуваше со голови, шанси и динамична игра. Во градскиот дерби надпревар помеѓу Работнички Кометал и Цементарница сепак поголема ефикасност прикажаа гостите од Кисела Вода и заслужено ги освоија 3 бода, со што потврдија дека многу подобро играат на гостувањето. Домакините го открија резултатот веќе во 6-та минута преку Атанасов при асистенција на Костов. 2 минути подоцна гостите израмнуваат со голот на Божиновски, постигнат режиси од мртов агол. Работнички Кометал повторно доаѓа во водство сега од 2:1. Александровски беше соборен, а Мики Стојановски е прецизен од белата точка во 30-та минута. Цементарците не се предаваат и повторно ја анулираат предноста, најзаслужени за досуделиот пенал во 45-та минута се порамнешните вардарови фудбалери. Со овација на Марио Вујовиќ, кој со пета го пронеде Петрески, над кој беше направен прекршок за најстрогата казна. Сигурен реализатор е Милевски. Во 56-та минута Цементарница за прв пат поведува со 3:2. Петрески го проигрува Димитровски, кој биеше неодбранливо. До крајот на мечот и обете екипи имаа по 2 можности за постигнување на гол. Ги издвојуваме ударот на нововезениот Кускински и обидот за лобување на Ристевски. По двата наврата голманите беа сигурни. Конечниот резултат Работнички Цементарница 2:4 го постави Ристевски буквално во последните секунди од надпреварот. Судијата Лазе Митревски од Скопје со многу чувство за игра ја водеше средбата. Пелистер, Македонија Сиба 1:0. Јовановски, но топката сепак завршува во мрежата. 30-та минута на градскиот стадион во Со голот на Петковскиот пенал Пелистер води со 2:1. Со голот на Талевски Пелистер. Зголемување на резултатот 4:2.
Во градскиот дуел помеѓу скопските прволигаши Цементарница го совлада Балкан сосема заслужено со 2:0. Со прикажаната игра фудбалерите од Кисела Вода најавија дека конечно оваа сезона нема да се борат за опстанокот во лигата, туку напротив ќе атакуваат на горниот дел од табелата. Првото полувреме мина во апсолутна доминација на домакините, каде што иако постигнаа еден гол, создадоа многу шанси, а голманот на гостите Кметовски беше единствената светла точка во екипата, која наполно разочара играјќи дефанзивно. Првата можност ја имаше Милевски кога се обиде со волеј удар. Ристевски на два пати од идентична ситуација не успеа да го совлада Кметовски. Ерол Демир бие од далечина и е за малку непрецизен. Конечно во 36-та минута Джеферсон со глава успеа да го совлада Кметовски по центар шутот на Милевски. Во вториот дел, каде што главно се играше на средината на теренот, гостите од Чаир започнаа офанзивно, но повторно цементарците многу поопасно. Во 60-та минута Ерол Демир с ударот од далечина ја погоди стативата. Единствената можност за постигнување на гол фудбалерите на Балкан ја имаа во 75-та минута, но сепак капитенот Томовски биеше во пречката. Во следниот напад, голема грешка на истиот играч на Балкан, која ја користи Петревски и го поставува конечниот резултат од 2:0. Судијата Крсте Даниловски, кој додели само два жолти картони, немаше многу работа на оваа средба, а во тоа му помогна актерите на двете екипи кои играа фер и коректно. Фудбалерите на Скопје заслужени ги освоја првите бодови во седмото коло од годинешниот шампионат. Имено во дербито од долниот дел на табелата екипата на Скопје совлада Саса со 2:0. Во еден груп фудбалски надпревар, каде судијата Лазаровски Сашо покажа 10 жолти картони, доминираа домакините, кои од самиот почеток се заканија преку Ризвановиќ, кој од слободен удар за малку беше непрецизен. Во 17-та минута гостите од Македонска Каменица имаа својата прва шанса, но ударот на Анастасов лесно го одбрани голманот Стоилковски. Во 32-та минута најискусниот играч во редовите на Скопје, Петковски, се проби низ одбраната на Саса, но неговиот удар заврши покрај голот. Во истата минута, од речис идентична ситуација, Петковски уште еднаш биеше, но голманот Јанев беше на своето место. Во второто полувреме, фудбалерите на Скопје продолжија со добрата игра и во 52-та минута, по добро нафрлената топка на Петковски, Алексовски биеше со глава и донесе водство на својата екипа од 1:0. Димишковски имаше идеална шанса да го зголеми резултатот во 70-та минута, но неговиот шут заврши високо над голот. Истиот играч во 80-та минута добро го проигрува Алексовски, кој излезе сам пред голманот Јанев и го постави конечниот резултат на надпреварот Скопје Саса 2:0. Во дерби надпреварот од 8-то коло, екипата на Македонија Асиба минимално, но заслужено со 1 славеше победа во дуелот со Прилепска победа. И во петиот меч на домашен терен Македонија ја забележа својата пета победа. Но да одиме со ред. Во 10-та минута го бележиме првиот удар кој е еден од двата гола. Во 14-та минута по центар шутот на Зоран Бошковски и лошата интервенција на одбранбените фудбалери на победа, на вистинското место се најде капитенот на оваа екипа Тони Наумовски и го постигна единствениот гол на надпреварот. Во првиот дел ја бележиме и 19-та минута, кога Бошковски постигна гол кој беше поништен поради офсайд. Прилепчани својата единствена шанса во првиот дел ја имаа преку Ефтимов во 28-та минута. Во второто полувреме, по само 3 минути игра, домакините, односно Капинковски, се обиде да ја зголеми предноста. 3 минути подоцна по центар шутот на Наумовски, Панче Ѓорѓиевски играше со глава, но лошата интервенција на голманот Груевски немаше кој да ја казни. Во 60-та минута по центар шутот на Зоран Бошковски, Јаневски од чиста ситуација не успеа да постигне гол. Во продолжение на акцијата, по изведениот корнер, Марковски со глава биеше крај голот на победа. Во 69-та минута, многу среќа за гостите. Имено ударот на Капинковски, кој повеќе наликуваше на центар шут, заврши зад грбот на голманот на Прилепчани, но за среќа на Груевски, топката заврши во неговата греда.
Само 60 на секунди подоцна, гостите имаат својата најголема шанса. Подличното двојно проигрување меѓу Ристевски и Грозданов, овој успеа само да го погоди десниот директ од голот на Филевски. Во 75-та минута, по центар шутот на Зоран Бошковски Андоновски од само 3-4 метри успеа да промаши, иако се чинеше дека од оваа ситуација беше многу полесно да се постигне гол. Во 83-та минута, по двојното проигрување меѓу Панче Георгиевски и Спасовски, голгетерот на Ѓорче Петровци, Георгиевски, се обиди атрактивно со лоп удар да го совлада противничкиот голман, но за жал немаше среќа. Во следната минута Прилепчани преку Соколов се обидоа да го израмнат резултатот, но неговиот удар од 20 метри одлично го скроти Антонио Филевски. Последната шанса на надпреварот ја имаше Панче Георгиевски, кој денеска немаше навистина среќа. Имено, по корнерот, кој беше изведен од десната страна, неговиот удар со глава одлично го одбрани голманот на Победа Груевски, па така резултатот остана непроменет. Македонија Асиба победа 1:0. Инаку овој надпревар го следи околу 1200 гледачи, а судијата Бранко Манајуловски покажа 5 жолти картони, 2 за домакините и 3 за гостите, сите заслужени. Со оваа победа и новите 3 бода, екипата на Македонија Асиба сега има 16, исто колку и победа, и овие два тима се на делба на третото и четвртото место на табелата. Димитров, 6 за бази. Дуелот помеѓу старите чаирски ривали Балкан и Слога Југомагнат наполно ги задоволи вкусовите на желјаната публика. Актерите на двете екипи прикажа одлична и пожртвована игра на мощне тешкиот терен. Сепак фудбалерите на Слога Југомагнат, бодрени од своите навивачи, се представија како поискусени во игран тим, со што заслужено ги освоија 3 бода. Првото возбудување во 8-та минута. Акција во која учествуваат Чолаковиќ и Абази, а ударот на Станковски Кметовски успеа да го одбрани. Првата можност за Балкани има напаѓачот Неделјковиќ во 14-та минута по центар шутот на Джипунов. Во 27-та минута истите актери повторно на сцена, но овој пат центарфорот на домакините бие крај голот. Зоран Мисредовски во 51-та минута по една соло акција од невозможна ситуација успеа да го надмудри Кметовски и да ја донесе драгоцената победа на својата екипа. До крајот на мечот за одбележување ударот на Милевски, но одлична интервенција на Гого Јовчев. Судијата Божиновски од Скопје, кој одлично го водеше мечот, додели само 3 жолти картони во финишот, а за пофалба се фудбалерите на двете екипи кои, иако играа максимално борбено, беа фери и коректни. По завршувањето на надпреварот да го чуеме коментарот на тренерот на победничката екипа, господинот Даме Стојановски. Па сигурно дека дерби надпревар на местните ривали, комшии, тежок надпревар, тешки услови за игра. Мислам дека заслужено победивме, бидејќи сепак повеќе имавме шанси, повеќе ја сакавме победата од противникот, меѓутоа не очекувавме толку силен отпор на комшиите, кои навистина пружија максимум во овој момент што можат да пружат, бидејќи ете имаат некои персонални промени внатре во клубот, меѓутоа ние сме задоволни што ете и петиот надпревар што го играме во гости, остваривме 4 победи, еден нерешен надпревар во Тито Велес и сигурно дека сме презадоволни од освоените бодови, а уште презадоволни сме што ете и победа која беше начело на табелата загуби во Ѓорче Петров и ние сме сега лидери на табелата, што е уште поголема обврска за нашите играчи за понатамошниот тек на надпреварот. Што очекувате до крајот на неделскиот дел и престојните надпревари во купот? Па сигурно дека веќе во среда ние имаме надпревар повторно со комшиите, повторно во купот, повторно дерби. После тоа следува онаа мала пауза на вистина која ќе ни добре дојде да ги средиме нашите редови, да се ориентираме на она што ни престојува, бидејќи ние веќе следниот надпревар повторно го играме дома, овој пат као домаќини со Тиквеш, а после тоа следуваат навистина тешки надпревари, гостуваме на Пелистер, ни доаѓа Македонија, одиме на победа, ни доаѓа Вардар, навистина дерби надпревари кои ќе го одлучат на пласманот на табелата, меѓутоа ние ако играме како што игравме досега со залагање, со максимална борбеност, сигурно дека сме оптимисти дека можеме да го зачуваме ова прво место кое е навистина, ќе повторам, голема обврска за моите играчи. Ви благодарам и посакувам успех. Ја ви благодарам вас.
Разговараме со шефот на стручниот штаб на фудбалскиот клуб Силекс, а воедно и селектор на македонската фудбалска репрезентација, господинот Ѓоко Каджиевски. Еве забележавте победа на градскиот стадион во Скопје, го совладавте работнички со 2:0, па еве да ја слушнеме вашата оценка за сето она што се случуваше во изминатите 90 на минути. Мислам објективно дека заслужено победивме. Дадовме 2 гола, би рекол, играчки. Чисти, имавме голем број 100% шанси на овој надпревар. Вината е наша што не ги искористивме и што во некои делови од играта дозволивме да малку работнички ни направи агресија, завршница по агресивна и да и некако интензитетот на играта ни падни во тие моменти. Се е тоа плод на недоволна рутина и искуство на еден поголем број на играчи наши. Меѓутоа се надевам како ќе одминува времето, на тој план ќе бидеме посигурни, а играчкиот потенцијал по наша процена е доста добар, така што време е во прашање кога ќе изиграме право. Иначе објективно уште еднаш викам заслужено победивме. Жал ми е што овие картони во второ полувреме се доделени на работнички. Непотребно малку нервоза се направи и кај нив за неколку можда одлуки на судијата кој што по моје мислење одлично го водеше овој надпревар. Во ниеден момент не направи некоја процена која што влијаеше, лоша процена која влијаеше на резултатот. Но има уште многу да се игра, се надевам дека и за работнички ќе дојдат по побави денови. Па добро, видите Силекс, видовте, кои сами што видовте, победиме со 2:0, но во секој случај од резултатот сме задоволни, но од играта не сме, но мислам дека има оправдување. Играчите беа доста психолошки оптеретени од овој надпревар, каде што ние ко тренери, ко шеф на случај штаб Ѓоко Каджиевски и јас баравме денес по секоја цена се постигне победа и мислам дека тука малку играчите беа оптеретени, но во секој случај се добро се сврши. Како што видовте, направиме многу повеќе шанси, 7-8 шанси, работнички да не кажам дека направи една полу шанса и резултатот мислам дека е реален. Во среда знаете дека се игра наредното коло, третото коло од Купот на Македонија во групи. Одма после надпреварот, всушност во четврток е закажан собирот на репрезентативците. Во 11 часот од Скопје се поаѓа за Охрид во хотел Силекс, таму каде што редовно сме на подготовки. Се надевам дека ќе имаме доволно време. Сите играчи кои се повикани за овој надпревар ќе дојдат на време, некои дури и порано. Ќе имаме доволно време да се подготвиме, да разговараме, да се издоговориме за надпреварот против Хрватска, кој што сигурно дека е од огромно значење за нас. Хрватска е голем фаворит, тука би рекол поготово сега кога се тие трети од последното светско првенство, тешко е некој може и со некој поголем оптимизам да доаѓа на утакмица со Хрватска, меѓутоа тука е и шансата наша да евентуално ако тука направиме некој изненадување да преостанатиот дел во квалификациите биде убав за нас, затоа што не чекува реваншот против Малта и ова година беа завршили наистина со голем успех. Затоа викаме голема шанса за македонската репрезентација. Ќе пробаме да се подготвиме и евентуално ако можеме да изненадиме. Ви благодарам на разговорот и успех на 14 октомври во Загреб. Ви благодарам многу. Првите собирот е закажан во четврток, каде што после Купот, значи на 7 се игра во среда Купот, а на 8 е собир во Скопје. Припремите ќе се одвиваат во Струга, во хотел Галеб, каде што ќе имаме, мислам дека максимални услови за работа и ќе се трудиме да ги искорениме оние грешки до сега што се слабости што се покажани во екипата.
за да со Хрватска бидеме максимално спремни и ако можеме евентуално направиме некој резултат, бидејќи јас имам некој сознание и имам и касета, ја гледав касетата помеѓу Република Ирска и Хрватска, каде што видов едни две многу јаки интерпретации. Каде што ние со максимално залагање во Сисак се игра на преварат, би можеле да се најдеме на некој так полоучен успех. И Славе Гоманов победи со 3:0. Каде Гоце? Каде Гоце? Гоце! Братко! Тениска, победа 3:0 со Освагова.
Фудбалерите на Работнички Кометал ја забележаа својата четврта победа во годинешниот шампионат. Имено во дерби над преварот од ното на табелата ја совлада екипата на САСА со 2:1. Домакините во текот на целиот натпревар беа подобар противник и сосема заслужено ги освоја бодовите. Првото возбудување го регистриравме во 12-та минута. Домакините по изведениот корнер на Мики Стојановски не успеа да искористат грешката на гостинскиот голман. Во 35-та минута домакините повторно се закануваат со ударот на Костов од 20 на метри, но голманот Танев топката ја исфрли во корнер. Во истата минута капитенот на Работнички Мики Стојановски добро нафрли од корнер и Кукински со глава биеше неодбранливо и носи водство на Работнички од 1:0. Само 6 минути подосна, гостите изведа контранапад, каде Стојановски добро го проиграл самениот Манев, на кого не му беше тешко да ја затресе мрежата на голманот Стојановски, израмнувајќи го резултатот на 1:1. Домакините во вториот дел продолжија со добрата игра и најпрвен се заканија преку Стојановски, кој испрати удар од огромна далечина, но голманот Тенев беше на своето место.
Во 55-та минута Атанасов имаше можност да му донесе водство на својот тим, но овој пат стативата беше сојузник на гостинскиот голман Тенев. 9 минути подоцна, гостите им е идеална прилика преку Манев да дојдат во водство, но овој не се снајде добро пред голманот Стојановиќ. Она што не му успеа на Атанасов во 55-та минута, сепак успеа да го реализира во 69-та минута, со што го постигна вториот гол на својот тим и го постави конечниот резултат на надпреварот. Работнички Кометол Саса 2:1. Судијата Ристевски Маријан од Кичево добро го водеше мечот. Во скопскиот дуел од дното на табелата Балкан го совлада Скопје минимално со 2:1. Надпреварот одигран пред многу мал број на гледачи на стадионот во Чаир, еден од решавачките за опстанокот во лигата, во првото полувреме незанимлив, додека во вториот дел многу поинтересно, каде што поискусниот состав на Балкан максимално ги искористи шансите. Гостите од Автокоманда не успеа да го откријат резултатот преку ударите на Петковски и Џолев. Сепак фудбалерите на Скопје дојдоа во водство од 1:0 во 80-та минута со голот на Јованов. Трите многу значени бода на Балкан му ги донесе Музафер Салихи со постигнатите 2 гола во финишот од средбата. Далек. Дербито меѓу лидерот на табелата Слога и голмагнати Македонија Сиба донесе борбени до крај неизвесен дуел во кој минимална, но заслужена победа однесоа домаќините, со што направија голем чекор до есенската титула. Од првиот свиреж на солидниот судија Данаиловски, иницијативата ја имаа фудбалерите на Слога. Гостите ослабени со играњето на неколку првотимци повеќе мислеа на својот отколку на противничкиот гол. Првата закана кон голот на Филевски организираше Чолаковиќ, но нафрлената топка од десната страна не стигнува до Бегановиќ. Во 11-та минута капитенот Мемеди бие непрецизно од голема далечина.
2 минути подоцна на една нафрлена топка несмасно во својот 16-тник интервенираше Капинковски, но неговото играње со рака за судијата Даниловски беше ненамерно и при тоа не покаже на белата точка. По 21-та минута нов удар од далечина на домашните фудбалери, овој пат непрецизен беше Здравески. Во следната минута го одбележавме и првиот обид на гостите да се загрози голот на Јовчев. Биеше Тони Наумовски. Во продолжение од средбата следува период на јалова надмоќност на Черчани, што гостите лесно можеа да ја казнат преку Панче Ѓоргиевски по несебичното проигрување од Иванов. За среќа на Јовчев, напаѓачот на Ѓурче Петровци бие непрецизно. На спротивната страна мајсторија на најдобриот играч на теренот Немеди, кој од 18 метри за малку ја натврли пречката. Второто полувреме започнува со голем притисок од страна на фудбалерите на Слога и го магнат. Голема шанса, само по 4 минути игра имаше Бруно Пресилски, кој премногу размислуваше и одбраната на гостите успеа да го блокира неговиот удар. Само 3 минути подоцна во 52-та минута по една голема мешаница пред голот на Филевски, домаќините преку снаодливиот Немеди го постигнуваат победоносниот гол на оваа средба. На фудбалерите на Македонија Асиба им беа потребни цели 15 минути да се средат од шокот и дури во 68-та минута ја бележиме првата поголема опасност пред голот на Слога. 5 минути подоцна Иванов со глава го форсира Панче Ѓоргиевски, но Јовчев правовремено реагира и спасува израмнување. Во 77-та минута Панче Ѓоргиевски уште еднаш доцни, овој пат по центар шутот на нововлезениот Спасовски, кој внесе поголема живост во редовите на гостинската екипа. Иницијативата на гостите успеа за момент да ја прекине брзиот бек на Гулабите Чолаковиќ, кој успеа да стигне до голот на Филевски, но не стигна да упати удар. До крајот на средбата гостите вршеа притисок, но не успеа да дојдат до израмнување. Последната шанса Македонија Сиба ја имаше во дополнителните минути од средбата преку непредвидливиот Илиовски, кој не успеа да пронајде вистински начин да ги вработи своите соиграчи. 2000-та публика на крајот со аплаузи ги награди актерите за прикажаната игра, особено домашните фудбалери кои уште еднаш ги потврдија своите квалитети и лидерското место на табелата. Екипата на Цементарница забележа 6-та победа во годинешниот шампионат. Имено во дуелот со второпласираната екипа во првенството победа, цементарците славе убедлива победа од 2:0. Домакините во текот на целиот надпревар беа подобри од противникот и сосема заслужено ги освоја бодовите. Уште од самиот почеток домакините се заканија потешно во третата минута, кога Серафимовски испрати добар центаршот, но Трпковски биеше само во голманот Груевски. Во слична ситуација се најди домашниот фудбалер Стефановски, но неговиот удар заврши покрај голот. Се ова се случуваше во 10-та минута. Ристевски по 20 на минути игра имаше добра шанса да го открие резултатот, но неговиот удар заврши во одбранените играчи на победа. Единствената шанса на гостите ја регистрировме во 38-та минута, кога Лазаревски од речиси идентична ситуација имаше прилика да му донесе водство на својот тим, но одбранбените играчи на Цементарница беа на своето место. На самиот крај на првото полувреме Ристовски во 42-та минута се проби низ одбраната на гостите и биеше неодбраниво, со што му донесе водство на својот тим од 1:0. Во вториот дел од надпреварот во 71-та минута, нововлезениот Светковски имаше изворена шанса да го зголеми водството на својот тим, но неговиот удар со крајни напори успеа да го одбрани голманот Груевски. Само 4 минути подоцна, Марио Војович од 20 на метри со прекрасен полулоп удар го совлада гостинскиот голман и го постави конечниот резултат на надпреварот. Цементарница победа 2:0. Судијата Илја Давчев од Велес добро го водеше мечот. Дерби средбата меѓу Македонија Сиба и Силекс, иако не донесе квалитетен фудбал каков што се очекуваше од фудбалерите на овие две екипи, сепак беше преполна со возбудување, а гледачите ги имаше повеќе од 1500 и следа докрај неизвесен дуел во кој поделбата на бодовите се чини на реалниот епилог. На самиот почеток студент туше за шампионот, слободен удар од десната страна изведе Тони Наумовски, топката мина крај неенергичните одбранбени фудбалери на Силекс и одседна во мрежата на изненадениот Трајчев.
Во 10-та минута мешаница пред голот на Филевски, но напаѓачите во бели дресови не успеваат да ја казнат колебливоста на домашната одбрана. 5 минути подосна бележиме удар на Тони Наумовски од околу 20 метри. Во седниот напад на Македонија Сиба Панче Ѓоргиевски му асистира на Гоце Марковски, кој бие непрецизно. Следната шанса имаат фудбалерите на Силекс преку Захариевски од слободен удар. Во 23-та и 30-та минута уште два обиди на гостите од прекини преку Џокич и младинскиот репрезентативец Игнатов. На спротивната страна, во 35-та минута, во изгледна ситуација се најде Панче Ѓоргиевски. Во 43-та минута нафрлена топка во казнениот простор на Силекс, Стојанов ја одбива со рамо до Ангеловски кој бие непрецизно. Фудбалерите на Македонија бара игра со рака, но се чини дека одлуката на Бунгуров да почитува предност беше сосема исправна. Во последните моменти од првиот дел бележиме уште една добра акција на домаќините, но Панче Ѓоргиевски уште еднаш не се снајде најдобро, а притоа помошникот на Бунгуров рекламираше офсет. Фудбалерите на Силекс веднаш организираа брз противнапад. Акцијата во 3 потега со гол ја заврши брзоногиот Симовски и тоа беше изравнување на резултатот на 1:1. Второто полувреме започна со иницијатива на лавовите од Ѓорче Петров. Првиот обид во 48-та минута го имаше до вчерашниот силексовец Горан Ѓоргиевски. 4 минути подосна борбениот Иванов бие за малку непрецизно. Веднаш потоа шанса да го загрози голот на искусниот Трајчев имаше и Горан Јаневски. Во истата минута го одбележуваме и ударот на капитенот Тони Наумовски. Најголемата шанса во овој период од играта ја имаше Јаневски, но мрежата на Силекс и натаму останува незатресена. Во 63-та минута 100% шанса имаат и гостите, но прецизниот удар со глава на Захариевски Филевски со крајни напори успева да го одбрани. Една минута подосна со глава се обиде и Симовски, а од 65-та минута Македонија Сиба останува со играч помалку. Оправдано поради втор жолт картон играта пред време ја напушти Гоце Марковски. Во продолжение следуваат обиди од далечина на Иванов и Ѓоргиевски, но резултатот и натаму останува непроменет. Во овие моменти гостите се особено опасни од брзи противнапади кои домаќините се обидуваат да ги осуетат со офсет замки. Во 79-та минута нова шанса за Јаневски кој со лоп удар се обиде да го изненади Трајчев. На спротивната страна Игнатов бие од околу 20 метри, но премногу млако. Нешто слично завршува и ударот на капитенот на Македонија Сиба Тони Наумовски. Особено возбудливи беа последните 5 минути од надпреварот кога и двете екипи создадоа изгледни прилики за победа. Првата ја имаше Танушев во 88-та минута кога од непосредна близина бие крај левиот дирек од голот на Филевски. Следуваат шансите на Ангеловски, но и натаму резултатот останува непроменет. Шансата на мечот ја имаше Иванов кога одлично прифати една топка и се најде сам пред Трајчев, но овој со изворена парада успева да го одбрани својот гол. Последниот напад го имаше екипата на Силекс преку Симовски, кој успева да ја казни неефикасноста на домашните фудбалери, но овој гол беше поништен поради офсет. Очигледно дека помошниците на главниот судија Бунгуров не беа на висина на задачата, особено при проценките на офсет замките. Во продолжение изјавите на тренерите Стратев и Хаджиевски. Па пред се морам да кажем дека беше доста квалитетен надпреварот, меѓутоа по исклучувањето на Гоце Марковски мислам дека бевме во подредена ситуација затоа што игравме со играч помалку, меѓутоа и поред тоа создадовме неколку поволни прилики, меѓутоа не успевавме да ги искористиме и мислам дека епилогот краен е реален. Сигурно дека екипата на Македонија Сиба создава прилики, тоа се види на неколку средби, меѓутоа оној проблем со реализирањето на шансите и овој пат се покажа како голема болка. Па токму така, ние во секој надпревар правиме по 5-6% прилики, меѓутоа концентрацијата на играчите кои се во шпицот е малку послаба и сигурно и затоа реализацијата е испод нивото кој треба да биде, меѓутоа мислам дека и со овој нерешен резултат остануваме во трка за висок пласман, односно борба за првите 3 места кои водат во Европа. До крајот од есенскиот дел на првенството ви останува уште дуелот со екипата на Скопје. 3 бода кои верувам ги планирате ќе значат и добра позиција за Македонија Сиба пред вториот дел од првенството. Секако ако неделниот надпревар го добиеме, мислам дека ќе бидеме во
таа конкуренција за тие први 3 места, меѓутоа не смееме лесно да сватиме таа средба затоа што Скопје е во подем и мора максимално сериозно да се приде на таа средба, а секако дека со победа би биле меѓу тие екипи кои ќе се борат за самиот врв. Ви благодарам и посакувам успех. Благодарам. Според мене, она што одлучи да овој надпревар заврши нерешено е следно: Македонија искусна екипа, квалитетна, силно мотивирана, тактички зрели, позиционо одлични. Силекс покретна екипа, тркачки способна, меѓутоа кај повеќето играчи недостасува искуство, рутина. Би рекол во одсудни некои моменти кога требаше да се одигра тој потез, практично од грч, од би рекол некој такмичарски страв, како да надпреварувачки страв, ние не го диравме тоа што треба и надпреварот вака заврши, иако искрен да бидам, сега кога ќе се резимира се, може да бидеме и задоволни со нерешено, зашто можевме од шансата на Иванов последните минути да го загубиме овој надпревар, иако можеше и обратно да многу лесно го постигнеме вториот гол и да ние победиме од 2-1, иако со играч повеќе заради по мене оправдано исклучување на Марковски после онај старт во контрата наша. Бројот на екипите кои кандидираат за највисок е уште Силекс, Македонија, Асиба. Победа се разбира по овој триумф. Секако не треба да се заборави на екипата на Вардар, а се поблиску до оној горен дел од табелата и екипата на Цементара. Во последното коло уште неколку дерби надпревари, па според вас што може да го одлучи овој шампионат, особено што во пролетниот дел на првенството ќе биде значено која екипа од кое место ќе стартува? Па добро, вие кажавте, може би добро е за стартната позиција, меѓутоа има уште многу да се игра. 14 кола се до крај, едно сега и 13 на пролет, доста кола за да толку рано сега се зборува за фаворити. Иако мислам дека ова првенство навистина е, многу пати сме кажале, едно од најквалитетните, најдобрите, можеби најдобро досега одиграно, зашто е неизвестно, зашто повеќе екипи се во самиот врв. Вардар и Слога пред се како прва Вардар, победа Силекс, Македонија, Слога, Цементарница која исто така покажа во ова првенство дека има извонредни играчи, добра игра, може да направи вистински изненадувања. Сепак последното коло во кој има две дерби средби меѓу Силекс и Победа и Вардар и Слога и Вардар на некој начин ќе направи рангирање во есенскиот дел, а самиот старт на пролетниот дел почнува повторно со дерби надпревари Силекс Вардар, Силекс Слога и така натаму, така што има уште многу да се игра. Што се однесува до нашата екипа, мислам дека со евентуална победа на домашен терен, со победа во последното коло, дека излековме максимум со овој доста млад состав кој што го имаме. А паузата која ќе искористиме максимално да се уигра овој тим, да се одиграат повеќе меѓународни средби заради созревање на екипата, ќе донеси уште поголем прогрес и поквалитетни игри, со тоа што сигурно дека шансите за подобар пласман од есен ќе бидат пореални. Сега по ова коло следува пауза, причината е сосема позната, следува квалификационен надпревар, гостување на репрезентацијата на Малта. Надпреварот се игра на 18 ноември, па како ќе течат подготовките за овој надпревар и кои се фудбалери ќе ги повикате за оваа средба со оглед на тоа што има и голем број повредени? Па подготовките почнуваат во четврток, значи на 12 ноември ќе се одвиват во Скопје со оглед на тоа дека во понеделник се оди во Малта. Немаме време да патуваме за Охрид, да се враќаме, да се прилагодуваме на една на друга, па на трета атмосфера, затоа ќе останеме тука во Скопје. Некои од играчите ќе дојдат во четврток, некои во петок, некои и во сабота, со оглед на тоа дека некои играат во петок првенствени надпревари, а според пропозициите ние во петок, сабота би требало да ги имаме играчите, иако ги почнуваме подготовките во четврток. Факт е дека сме ослабени, поготово со оние играчи од нападот, Гоце Христов, Чирич, Стојановски, доста би рекол значајни, поготово за нападот играчи. Ако нешто непредвидено не се случи до соберот на играчите, сепак се надевам дека ќе имаме доволно квалитетен состав да со јака мотивација, знаеме дека ово такмица едноставно ако сакаме да направиме нешто во овие квалификации, нешто позначително дека мора да се добие.
ќе направиме се да се максимално да се организираме, да се мотивираме, да се да се подготвиме за овој надпревар и без оглед на ова што кажав дека е силен хендикеп за нас да го добиеме надпреварот со Малта, ќе биде многу тешко, нема да биде како во Скопје, тие се доста на свој терен поквалитетни него ова што играат надвор. Примерите на Германија во пrijateljскиот надпревар 2-1 или примерот на Хрватска која губеше првото полувреме 1-0, меѓутоа Хрватска има изварени поединци кои на потези го решаваат надпреварот, а не со темпо. Така да би требало многу мудро, многу паметно да го одиграме, евентуално брзо да постигнеме гол за да нема нервоза и да го рутински да го завршиме надпреварот со победа. Се надевам на пролет дека со сите овие играчи кои што и како недостасуваат, ќе бидеме поквалитетни, подобри и дека онака како што планираме со 6 бодови ќе пречекаме Ирска комплетни. Фудбалерите на Победа ја забележаа својата 8 победа во годинешниот шампионат. Имено во дерби над преварот на 12-тото коло екипата на Победа со 2:0 го совлада лидерот на табелата, тимот на Слове Југомагнат. Во текот на целиот надпревар домакините беа подобри од гостите, создадоа повеќе шанси од кои две успеа да ја реализираат. Уште од самиот почеток Прилепчани започнаа со офанзивна игра и веќе во 7-та минута Лазаревски со полулоп удар покуша да го изненади денеска расположениот Јовчев. Во 16-та минута ја регистрираме единствената шанса на гостите, кои преку еден добро изведен контранапад, Ариф добро го проигра осамениот Бегановиќ, а овој го прави најтешкото и го погодува голманот Грујовски. Само една минута подоцна Кире Грозданов од 20 на метри биеше покрај голот. Во 18-та минута Грозданов од слична ситуација биеше силно, но Јовчев беше на своето место. Домакините продолжија со добрата игра и во 37-та минута Главевски со глава го проигрува Ристевски, кој шутираше над голот. 2 минути подоцна Главевски од 10 на метри биеше, но Јовчев повторно брани. Во вториот дел од надпреварот иста слика домакините во офанзива, додека фудбалерите на Слога Југомагнат се обидуваат да ја сочуваат сопствената мрежа. Само 7 минути игра во второто полувреме, подобро изведениот корнер Главевски со глава биеше, но овој пат стативата беше сојузник на голманот Јовчев. 58 минута Грозданов центрираше, а бразилецот Оливира силовито со глава биеше покрај голот. Сепак 2 минути подоцна Оливира со силен удар успеа да го совлада голманот Јовчев и да му донесе водство на својот тим од 1:0. Фудбалерите на Победа продолжуваат со добрата игра и во 74-та минута Ристевски од 10 на метри шутираше, но Јовчев добро интервенираше. Во 87-та минута нововлезениот Джилсон по левата страна убаво се ослободи од својот чувар и го проигрува својот сонародник Оливеира, на кого не му беше тешко да го постигне својот втор гол на мечот. На самиот финиш на надпреварот и немили сцени и полесни повреди на градскиот стадион Гоце Делчев во Прилеп. Имено во 90-та минута гостите од десната страна изведоа корнер, а во 16-никот на Победа вистинска мешаница. Не се знаеше кој кого блокира и кој кого влече, меѓутоа најзабележителни беа Василевски и Мисердовски, кои во борба за топката останаа како покосени да лежат на теренот. Судијата Лазаревски беше најблиску до ситуацијата и без двоумење покажа на белата точка. На стадионот ерупција од негодување. Гледачите и фудбалерите на Победа сметаат дека Лазаревски не е во право, но сепак судијата остана доследен на својата одлука, а во тоа време го забележавме и црвениот картон во рацете на Лазаревски, кој се подготвуваше да му го додели на Василевски. Меѓутоа Василевски го напушти теренот, но овој пат со возилото за итна помош. Така што не знаеме дали овој картон ќе значи оддалечување на Василевски од фудбалскиот терен. По сето тоа се приде кон изведување на најстрогата казна. Најпрви Мемеди без знак на судијата биеше, а Грујовски одбрани, но Лазаревски сметаше дека треба да се понови ударот. По неговиот знак, Мемеди повторно биеше, но и овој пат беше непрецизен. Меѓутоа мора да го констатираме и ова, дека без никакви причини и поводи беше нападат и удран нашиот снимател од еден неодговорен и алкохолизиран навивач на Победа, на кого не му е местен на фудбалските терени, туку во лечилиштата за алкохолни лица.
Веруваме дека вакви однос ќе биде осуден и од раководството на Прилепска Победа, која се покажа на овој натпор како добар организатор на средбата. Слабо, здодевно, неквалитетно тоа би било након со извештајот од денешната средба помеѓу Балкан и Борец МХК. Доколку некој случаен минувач присуствуваше на овој натпревар, ќе помислеше дека играат две екипи од најнискиот ранг на натпреварување, а не од најелитното фудбалско друштво на Македонија. Единствено што можеме да го регистрираме на овој меч се двата постигнати гола по финишот и тоа во 85-та минута кога пубаво изведениот слободен удар од десната страна, центар халфот на домашните Томовски со глава неодбранливо биеше кон голот на гостите. Само 2 минути подосна Велешани изведоа брз против напад, Костадинов го проигра Трифунов кој го израмни резултатот на 1:1. Сето тоа се случуваше во 87-та минута. Инаку во текот на целиот натпревар регистриравме само 3 посериозни удари или шанси кон голот на двата голмана. Во 21-та минута по една грешка на одбраната на гостите Салихи биеше силно кон голот на Борец, а одбиената топка од голманот заврши во пречката. Во 50-та минута гостите имаа прилика да го откриат резултатот, но Петровски не успеа да ја реализира. Истиот играч во 74-та минута исто така можеше да се запише во листата на стрелците, но биеше непрецизно. Тоа беше се што можевме да го одбележиме за време на надпреварот, а гледачите кои ги имаше околу 200, повеќе се забавуваа во акробациите на спортскиот авион кој го надлетуваше стадионот во Чаир. Нерешениот резултатот 2:2 е најреалниот исход на дуелот помеѓу Вардар и Цементарница. Во првото полуфинале остинските фудбалери кои го забележаа првиот нерешен резултат во првенството, додека во вториот дел теренска иницијатива на страната на помладите домашни играчи. Екипата на Цементарница, составена од поранешни вардарци, делуваше моќно, квалитетно, често го загрозуваше голот на Зекир и веќе во 18-та минута успеа да го открие резултатот со голот на Горан Петрески. Првата шанса на црвено-црните ја бележиме дури во 40-та минута, кога Крстев се проби по десната страна, го пронеде Здравевски, но неговиот удар го блокираше последниот човек во одбраната на цементарците Стефановски, кој на оваа средба беше голема пречка за Вардаровиот напад. Во последните моменти од првиот дел Ристевски имаше можност да го реши надпреварот, по додавањето на Петрески за малку задосни. Во вториот период Вардар појде на се или ништо, изворена соло акција и асистенција на Крстев во 49-та минута. Евтимов со прецизен удар успеа да израмни на 1:1, пошто следуваше голема радост на малобројната публика. Немила сцена на средбата беше повредата на голманот Зекир, кој мораше да го напушти теренот. Во 60-та минута долга акција на синовелите. Ударот на Серафимовски го брани нововлезениот Златановиќ, но одбиената топка натрча Петревски и повторно го доведува својот тим во водство од 2:1. Следеше обид на Милевскиот слободен удар, но резервистот Златановиќ исфрли топката во корнер. Конечниот резултатот 2:2 го постави Горан Караджов во 70-та минута со еден незгоден удар кој го надмудри Зекири. По лоши временски услови за игра, проследени со силен дожд, и двете екипи прикажаа задоволителна партија. Судијата Златко Неделковски од Скопје, заедно со неговите помошници Делчо Јакимовски и Боро Николич, одлично го водеа надпреварот. Ајде, Кушкински. Браво. Голот на Костински, екипата на работнички кометал поведе против Балкан со 2:0.
Сечење од снегот. Нема го.